Како наближува крајот на годината, празничната атмосфера е се позабележителна. Ништо ново. Како по обичај, ова најлесно може да се прочита од лицата на нашите најмали и најмили. Уште еден доказ дека возраста е обратно пропорционално поврзана со новогодишното расположение на луѓето. И така треба. Дечињата буквално живеат за овој период од годината, кога се е накитено, светкаво, миризливо, разиграно, вкусно, бучно, забавно и весело. Сето наброено на едно место. Имавме можност да го доживееме и ние во петокот на 21 декември во детската градинка Детелинка во Крива Паланка. Како втор настан во богатиот предновогодишен репертуар, одговорните во градинката организираа гостување на една исклучително весела и разиграна дружина од Скопје. Вработените претходно се потрудиле, па капчето во кое беше предвидено дружењето со интересните гости блескаше во новогодишно руво. Накитени елки, снегулки, украси во сите бои и многу реплики на најумилениот дедо на светот, но за него нешто подоцна. Први на сцената се појавија двете братчиња Кловнови, Пики и Дики, кои со своите лудории ги внесоа љубопитните дечиња во интересната предновогодишна приказна. Дики! Дики! Гледај! Чекай, пресам! Дики, не треси сега, гледај! Па да, бе, Дики! Деца! Да, бе, Дики, да! Литар деца! Гледаш колку деца? Леле, Дики! Гледај сега уште нешто. Па јас што сакам да ти кажам, цело време сакам да ти кажам, ама ти не ме слушаш. Пак јас не сум слушал, секогаш јас сум немирна. Гледај сега нешто да ти покажам, може? Бројки до 3. 7, 5, 8, 3. Следуваше несекојдневната прилика за дружба со специјалниот гостин, големиот илузионист Алекс, кој дечињата, но и повозрастните, ги импресионираше со неколку трикови и малку магија. Сега може да кажеме еден друг Божи на збор. Јасно да слушаш. Секоја чест на Кловновите и на илузионистот, но во периодов, па и овој ден, дечињата имаат очиња само за еден лик. Погодуват. Старе, со бела брада, облечен во црвено и со себе носи голема торба. Тешко беше да се смират најмалите, откако пристигна долгоочекуваниот Дедо Мраз. Поздрав, јас сум кај вас во вашата градинка што побрзо стаса. Ја закачив санката горе на очакот, за ветриот да не може да ми ја дувне. Не само колку очиња дзирка, колку убави главчиња гледа. Дечиња, знаете зашто сум јас тука? Јас сум тука за да ги собрам сите ваши желби што ми ги имате напишано на ливче, за да знам на 31. 8 полноќ да ми ги донесам вашите подароци. Како што е редот, најсреќните добија подароци, а сите, буквално сите, подоцна му ја дадоа својата желба на омилениот дедо напишана на ливче хартија, па доколку биле умни, деновивеќе можат да очекуваат уште еднаш да ги посети. На крајот, Дедо Мраз на помош ги повика и своите пријателчиња, директно од Дизниленд. Небесната забава можеше да почне. Целата карта се грижи за малиот бимбо. Без да негде се губи нечино и тивко. Сега се тресе, страшно се треба. Бимбо го нема, паника и врева. Бимбо сладко спие. Крием
Пред карванот на детската насмевка да си замине, ги запрашавме умните главички како си поминали. И ти како се викаш? Дора. Кој беше кај вас на гости денеска, Дора? Мики Маус. Мики Маус. Друг некој ти текнува ли кој беше? Том и Джери и Дедо Мраз. Интересно беше? Да. Ти беше ли добра оваа година? Да. И му даде на Дедо Мраз желба? Да. Теодор. Деди, кој беше кај вас на гости денеска? Дедо Мраз и Мики Маус и Том. Тебе ти се допадна? Да. А на Дедо Мраз му даде ли желба? Да. Што сакаш за нова година? Багер и пушка на диаболи. Елена. Илина, кој беше кај вас на гости денеска, Илина? Дедо Мраз. Интересно ли беше? Ти се Да. забавуваше ли? Да. А на Дедо Мраз му даде ли желба? Да. Што сакаш ти за нова година? Кукла Дора. Мат. Мате, кој беше кај вас на гости денеска? Дедо Мраз. Друг некој, можеш да ми кажеш? Текнува? Мики Маус и Том и Джери. А магионичар имаше? Интересно ли беше? Што направи магионичарот? Ти текнува? Ајде. Магија. Добро, ти му даде ли желба на Дедо Мраз? Да. Што имаше во твојата желба напишано? Што сакаш? Чоколади. Матија. Матија, ајде ни кажеш што имавте вие денеска кај вас? Кој ви беше на гости? Дедо Мраз, магионичар и Мики Маус и Том и Джери. Интересно ли беше? Кој од сите нив тебе ти беше најинтересно? Магионичарот. Магионичарот, што најмногу ти се допадна кај него? Кога испушта се птици. А кој дојде при крајот? Дедо Мраз дојде ли? И се забавувавте вие? Ти му даде ли желба? Што има желба? Сирена и пакетче. Сирена и пакетча. Беше ли добра година? Јана. Јана, кој ви беше на вас на гости денеска? Том и Джери, Мики Маус и Дедо Мраз. Кој од сите тие најмногу ти се допадна тебе? Дедо Мраз. Дедо Мраз? Му даде желба ти твоја? Што сакаш за нова година? Сирена и пакетче. Ја се викам Димитар Стојановски и сакам да ми донесете вештелска униформа, вештелска обрека за ноги на вештелките. Беше ли добар ти оваа година? Да, Беше. Кој ви беше на вас на гости сега? Памтиш ли? само Дедо Мраз и Мики Маус и Том и Джери. Мене највише ми се допадна, сите највише ми се допадна. Ива. Ива, интересно ли беше ова денеска? Да. Што ти беше најинтересно тебе, Ива? Том и Джери. Том и Джери, играше ли ти со нив? А Дедо Мразот беше ли интерес? Ти Да. му даде желба? Да. Што има желба за нова година? Една кукла што е волшебна. Волшебно, а ги слушаше ли мама и тато? Да. И мислиш ке ти донесе куклата на Мраз? Да. Со директорката на детската градинка Детелинка на крајот поразговаравме за идејата за ова дружење, колку беа задоволни од истото и што се подготвуваат за најмалите од нашиот град до последниот ден од годината која изминува. Денес беше специјален ден за децата од детската градинка. Беше прикажано нешто ново што досега во градинките немаше прикажувано. Имено ни гостува караванот на детска насмевка со своја специјална програма, морам да спомнам, дека е прилагодена за децата за возраст од 2 до 5 години. Што значи денеска тоа тука што беше прикажано, беше специјална програма од нив спремена за децата на оваа возраст. Беше прикажано многу омилени ликови од детскиот свет, кловновите кои се секогаш омилени меѓу децата и носат насмевки, Мики Маус и Том и Джери, магионичарот кој со своите трикови децата им покаже известни вештини и привлече посебно внимание и се разбира на крај најубавиот, највеселиот, динамичниот дел кога сите станавме, си игравме, се забавувавме со најдобриот дедо на светот, со Дедо Мраз. Ние градинките ги почнавме нашите новогодишни одбележувања и нашата новогодишна атмосфера веќе се чувствува од вчера. Имавме концерт, а денеска ние караванот со детска насмевка кој со специјална програма, морам да кажам, за овие деца. Сега беше градинката од долниот клон, ке стигнат дечињата од градинката од центарот и беше атмосферата многу прилагодена за децата и многу весела. Мислам дека и на другата група дечиња што ќе биде исто така весело и возбудливо
представено. Споменавте дека од вчера некако ве зафаќа оваа новогодишна атмосфера и денеска до самата нова година што се имате планирано? До самата нова година имаме многу убави работи. Имаме уште неколку пати Дедо Мраз ке не посети, бидејќи стварно децата и ние бевме послушни цела година. Уште 2-3 пати Дедо Мраз ке ја посети нашата градинка и ке донесе подароци. Значи еднаш Дедо Мраз ке дојде со градоначалникот, па Дедо Мраз ке си дојде за приредбите што ги подготвуваме за дечињата, па Дедо Мраз ке дојде и со сликање тука меѓу нас децата да си го одбележат моментот со Дедо Мраз да се сликат. И ке имаме шетање низ градот, приредби, песнички со родители и за внатрешно наше представување и сигурно и вработените на крај заслужно ќе имат и тие некоја убава приредба меѓу себе. Во очекување на уште неколку предновогодишни дружења со иднината на нашиот град, ги оставивме сите во Детеленка во весело расположение. За крај, уште информацијата дека карванот на детската насмевка за следниве денови најави гостување во некое од основните училишта или на сцената во Центарот за култура, со комплетно нова и невидена програма за малку повозрастните кривопаланчани.